И здраво на сите и добре дојавте во нова ново видео. Добре дојавте во ново видео. Сезоната на свадби официјално започна. Па затоа мажи, отворете си ги вашите новчаници пошироко, закопчете си ги пубаво вашите кошули и купете си подобни кондури. А вие жени, облечете се најсвадбарски, нашминкајте се најсветкаво и земете си уште еден пар балетанки за ора. Понесете 3 пара мајци за вашите деца, бидејќи за нив свадбата е како маратон и може да тргнат. Додека се поздравите со сите роднини кои што ги знаете и се запознаете со сите роднини кои што не сте ни знаеле дека ви се роднини, ви дошло ред да се сликате и да се поздравите со младоженците. Но тоа не е поентата на ова видео. После тоа сите насмејани влагате внатре и седнувате на масата која што е наменета за вас. Се поздравувате со роднините кои што седат заедно со вас на маса. Ако случајно си имате поздравено од претходно кога требаше да се сликате со младоженецот и со невестата, тогаш само си кажувате како заедно сме на маса. Супер. Од овој момент луѓето се делат на поише видови на луѓе на свадба. Првиот тип на луѓе кои што ги извоив за денеска се луѓето кои што на свадба идат очигледно само за да јадат и за да пијат. Они воопшто не стануваат од масата, особено ако има шведска маса. Тогаш постои огромен ризик некој од другите на масата да им го изеде нивното омилено мевце и кашкавалче, а на нив секоја храна им е омилена. Овој тип на луѓе многу ретко стануваат од маса додека се на свадба. Викам ретко, бидејќи е невозможно да не се стане од маса и да не се оди до веце покрај толку јадење и пиење. Ама они имаат плани за тоа. Они знаат кога треба да идат во веце, кога е најбезбедно да се иде во веце. Они идат во веце во периодот помеѓу предјадење и главно јадење. Што значи кога ќе го изедат целото предјадење, имаат малце време да отидат до веце додека не стигнало главното јадење. И тие се во брзање затоа што не се знае кога ќе стигне главното јадење, може некој да им го изеде. Втор тип на луѓе кои што ги извоив за денеска се малце од понова генерација, а во тоа спаѓаат поише женски, бидејќи тие се тие кои што документираат свадбата. Покрај фотографот и камерманот се они, рамо до рамо. Они за текот на свадбата, зборам само за текот на свадбата, не зборам за пред свадбата дека се спремале. Прават едно 100 слики сами со себе, па прават едно 50 слики со најблиските братучеди, од кога ќе завршат со тоа, они тргнуваат кон документирање на свадбата. Како иде тоа? Многу едноставно. Пуштаат интернет, одат на Инстаграм, стискаат лайф. Толку е лесно. Од кога ќе уклучат лайф, они се придвижуваат кон епицентарот на свадбата, а тоа е орото. Ти дури да не си на свадбата, исто како да си бил на свадбата. Едина разлика што не си јадел и не си пиел. Они цела вечер се вака. Кога сме више кај орото, доаѓаме до третиот вид на видови луѓе на свадба. Тоа се свајки и граорки. Они уствари не се свајки, али се викаат така као свајке, бидејќи не си ги знаат имињата. Таму сите се свајки. На нив не им е до играњето на ора. Они уствари се такмичат која сваќа од која страна знае да игра пубаво ора. Кога ќе видиш, они ја представуваат династијата во тоа која династија знае да игра пубаво ора. Се гледат меѓусебно као ајде сваќе, играј сваќе, а у себе си викаат гледа чопава бе, падни скрши нога бе. Четврт вид на типови на луѓе на свадба се чичковци што намигаат. Овие ми се уствари најсомнителни видови на луѓе на свадба, али како поминува времето, уствари јас станувам еден од нив. Овој тип се карактеризира на следниот начин. Ти си седиш, си гледаш како сваќиве си играат оро, односно се надпреваруваат, си гледаш се и се што се дешава низ свадбава, но никој не загледуваш во очи. Си гледаш наоколу и ти текиња да свртиш поглед на кај твојата маса, да видиш што се дешава кај тебе. Тоаш се вртиш и тоа изгледа како он уствари цело време те гледал и те чекал да се свртиш на кај него за да ти намигне. Во оваа ситуација никош не сум знаел како да изреагирам, али реагирам вака. What the fuck, шо му е на човеков, зашо ми намигна, ме примети дека гледам другите веруши, сака да ми каже како те видов или му се не да Господ. Дали сум го правил тоа грешно до сега? Последен вид на бацање на свадба се шмекерите. Они идат на свадба едино за да свртат нешто. У друштво пред свадбата мало да отиде како у недела сум на свадба кај деки. Сигурно има некоја добра од кај странава на жена му. Ќе се најде некоја брат, осеќам, ќе ја свртам. Абе шмекеришче. Он иде на свадба за да сврти нешто, за да добие нешто и за да фати нешто. Но едино нешто што ќе сврти е оро, едино нешто што ќе добие е корпа и бомбончиња до ние у бела што ги ставаат, оние како само шејкер, глупи бомбончиња, и едино нешто што ќе фати и има шанси да фати е бидермаерот. Ништо друго. Женска не спаѓа у тоа. А сега извинете, морам да идам на свадба. И ќе најдам некој, осеќам јас. Не заборавајте да го лајкнете ова видео, да се претплатите на мојот канал. Исто така немојте да заборавајте да ме фолонете на Инстаграм Стојан. Ќе има многу добри мемиња периодов, немојте да ги пропуштите. Чао!